СДСМ се свесни за придобивките од Сейф Сити, но и натаму се загрижени за висината на казните и безбедноста на собраните податоци. Опозицијскиот лидер на денешната пресконференција не откри дали ќе дадат поддршка на законот за прекршоци, кој идната недела треба да дојде на гласање. Се намалува ризикот од несреќи, сообраќајни и така натаму. Апсолутно во тој дел го поддржуваме. Меѓутоа има две битни работи за кои што треба да се зборува. Прво, во сегашниот контекст, а тоа е економската положба, состојба во државата, стандардот на граѓаните, мора да се зборува за висината на казните. И второ, исто битната работа, што и кој ги контролира огромната количина на податоци кои што системот Сейф Сити ги собира. Ставот ќе го кажеме на собраниската седница. Меѓутоа овие две работи не може туку така да помените. Филипче смета дека донел исправна одлука да ја бойкотира лидерската средба, бидејќи, како што рече, не може да разговара со власта додека таа одбивала да даде одговори за темите кои СДСМ се обидува да ги наметне во јавноста. Иако ги критикуваше останатите опозицијски партии за тоа што соработуваат со мнозинството, сепак остави простор и неговата партија да се вклучи во разговорите на работните групи во собранието поврзани со законите од реформската агенда. Значи, се што е процес во собранието и е дел од тоа што е регуларна комуникација, апсолутно координаторот ќе биде дел од тие процеси. Ние нашиот глас ќе го кажеме, нашиот глас секако дека ќе го кажеме во собранието, ама да даваме легитимитет на ваква власт, за да има повторно само лажна најава дека спроведуваат некакви реформи, како што беше после мојата средба. Едноставно не може да им се верува. На средина од неделава политичките лидери одржаа средба на која се договорија работни групи во собранието да разговараат за сите решенија кои беа заглавени поради потребата од двотретинско или бадентерово мнозинство. Според информациите кои вчера ги соопшти премиерот, идната недела се очекува да помине законот за прекршоци кој е важен за Сейф Сити и за кој треба поддршка од 80 пратеници. А собранискиот спикер Гаши најави дека истовремено може да се очекува договори за народниот правобранител кој се гласа со бадентерово мнозинство. Александар Спасовски, Сител телевизија.